Обуката за дефицитарни занимања што Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија ја најавија пред 2 месеци, веќе почнува да се реализира. Како што соопшти министерот Спасов, оваа обука е така конципирана да преку истата се градат вештините и знаењата кај невработените лица, и тоа токму тие кои што ги побаруваат работодавачите. На тој начин се врши полесно поврзување на понудата со побарувачката на пазарот на труд и се зголемува и подобрува вработливоста на невработените лица. После 4-месечната обука која што ја посетуваат невработените лица добиваат сертификат и значително им се зголемуваат шансите побрзо и полесно да дојдат до своето работно место. Во оваа прва фаза на реализација на обуката за дефицитарни занимања на пазарот на труд веќе учествуваат 225 невработени лица за 20 различни видови на обуки кај 15 сертифицирани приватни обучувачи. До крајот на годината очекуваме обуката да ја посетат вкупно 640 невработени лица и за реализација на истата се обезбедени средства во износ од 35 милиони денари, при што обучувачите добиваат износ од 30.000 денари за да ја реализираат целосно обуката, во која што влегува и пракса, односно 1 до 2 месеци пракса во реални работни услови, додека пак невработените лица кои што учествуваат во самата обука добиваат 6.200 денари на доместок за покривање на трошоците за храна, превоз и осигурување. Само на првиот повик годинава се јавиле над 950 лица, што покажува дека постои голем интерес кај невработените лица. Инаку во Центарот за обука во седиштето на Сојузот на стопански комори во моментов се спроведува обука за рецепционери. Вкупно 10 лица ги поминуваат обуките, а како што беше најавено, понатаму ќе се прошират обуките и со верификуваната програма на Сојузот за обука за готвачи. Сојузот на стопански комори е еден од овластените така наречени приватни провајдери за спроведување на овие обуки, односно согласно мерките за потребите на пазарот на трудот од дефицитарни занимања. Во моментов спроведуваме обука за рецепционер, значи продуцираме кадар за во областа на туризмот. Ова е врз основа на информацијата и барањата од нашите членки од туристичко-угостителската комора, каде што евидентно е дека постои дефицит токму од ваков кадар. Ние исто така, освен рецепционери, сме акредитирани и верификувани да обавуваме обуки и за соработник во туристичка агенција и понатака ќе продолжиме и готвач, како што кажа министерот, тие се кадри дефицитарни. Инаку зголемениот број на странски и домашни туристи сам по себе повлекува да се зголеми и побарувачката на кадарот во туризмот. Минатата година Македонија е посетиле над 14.000 странски туристи, а годинава се очекува зголемување на бројот како на странските, така и на домашните, па затоа ќе биде потребен кадар од оваа област. Во Сојузот на стопански комори, освен за рецепционери, се спроведуваат обуки и за службеници во книговодство, инсталатери на гасоводна опрема, готвачи и соработници во туристичка агенција.